А потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем што рече? Мен кадеба алейе мутааммиден фалјетабавва мақ'адаху минан. Оној што лажит за мен, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, намер, тој знает и лажит. Пратеникот рекол, а не рекол. Нека го спреми своето место во оганот на џеhennem. Тој се плаши да не грешит и го врзеше со овој хадис. И не зборуваше. Асхаб на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ние што правиме денеска? Малце знаеме еден хадис и тој не го знаеме точно. Пратеникот рекол, на ни застанувит устата од спомнување на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Тие се плаше. Затоа вие имам кажано јас во другите дерсови. Имам Малик, имам на Медина и други учењаци. Кога требаше да зборови за пратеникот салаллаху алейхи ве селем, бојата од лицето му се менвеше. Пожолтеше целиот од страв. Зашто знаеше товарот што е. Да збориш за пратеникот салаллаху алейхи ве селем, она што не е вист. Или пак не си за тоа сигурен. Затоа вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем во друг хадис: кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса би кулли ма сами. Доволно е за човекот да му се пиши лага кај Аллах субхану ва таала да зборови све што слуша, без да го провери тоа. Дали тоа е вистина или не е вистина. Не само пренесви, го слушна вака, пренесви, го слушна така, пренесви. Вели доволно е да му се пиши за лага, само да пренесви све што слуша, без да го провери дали тоа нешто е вистина или пак не е вистина.